Здраво, дечки, вие гледате Мини вести. Здраво, ќе му кажеме и на новиот месец. Ова е првата емисија во октомври. Јас сум Марко, а со мене е Ева. Еве што ќе гледате. Денеска во Мини вести пак ќе одиме на гости кај доктор Слагена и ќе дознаеме зошто мора да јадеме. Ќе ви откриеме и како настанало виножитото, а ќе ве однесеме и во првата детска амбасада Меѓаши. Останете со нас, вие гледате Мини вести. За да пораснеме големи и силни, мораме да јадеме. Јас јадам спањак, за да сум силен како Попај. Јас најмногу сакам овошје, а зашто мораме да јадеме и ни кажува докторката Слагена. Денес сум кај докторката Слагена да башам уште нешто. Докторка, и зошто мора да јадам? Најпрви голем поздрав до тебе и до целата екипа на Мини вести и голема благодарност за поканата да бидам дел од вашата прекрасна емисија. Воедно ги поздравувам и сите гледачи на оваа емисија. Зошто мора да јадеме? Доколку не би јаделе, не би можеле ниту да живееме, ниту пак би можеле да растеме и правилно да се развиваме. Значи, храната која што секојдневно ја внесуваме, не ја внесуваме само за да го задоволиме гладот или пак потребата за да внесеме некое вкусно јадење, туку таа е неопходна за да можеме да живееме, односно да растеме, значи правилно да функционира нашиот организам. Денеска знаеме дека сето она што го внесуваме, значи колку и во која намирница колку му е потребна на нашиот организам. Храната која што секојдневно ја јадеме содржи, значи е богата со витамини, со минерали, со белковини, односно протеини, шеќери, односно јаглени хидрати, неопходна е нели водата, без која што исто така нема живот, така да секоја состојка од храната си има своја улога, без која што нашето тело не би можело нормално да функционира. Ќе ги спомнеме белковините, тоа се всушност нели протеини, кои што ги има во месото, ги има во млекото, во млечните производи и тие се една неопходна состојка која што овозможуваат нова изградба на клетки, односно ткива во нашиот организам. Јаглените хидрати или така наречени шеќери, кои што сите ги внесуваме преку колачињата, преку брашното, преку оризот, а колачињата нели сите сакаме да ги јадеме, тие се исто така битни, бидејќи со самата преработка нивна во организмот доаѓа до ослободување на енергија, односно топлина на телото која што е неопходна за одржување на сите потребни функции на нашиот организам. Покрај шеќерите, мастите се исто така голем и богат извор на топлина, односно на енергија, без која што рековме дека нели нашето тело не може да функционира. За витамините доволно зборувавме, мислам дека и во прошлата емисија, така да знаеме дека тие се исто неопходни состојки во нашата храна. Да заклучиме, исхраната мора да биде правилна, урамнотежена, разновидна и да јадеме онолку колку што ни е потребно, не прекумерно, затоа што прекумерното внесување јадење доведува до прекумерна телесна тежина. А прекумерната телесна тежина знаеме дека не е добра за нашето здравје. После дождот доаѓа сонце. Но после дождот доаѓа и виножито. Тоа има многу убор и многу е убаво. А еве како настанува. Виножитото е една од најубавите појави во природата, а човекот долго време се прашувал што е тоа и како настанува. Се појавува после дождот, има 7 бој и е вистинска магија на небото. Но како настанува?
Виножитото настанува кога на еден дел од небото врне, а на другиот грее сонце. Кога сончевите зраци поминуваат низ капките вода, тие се однесуваат како призми, прекршувајќи ја светлината и создавајќи го овој спектар на небото. За да го видите виножитото, треба да стоите така што сонцето ќе биде позади вас, а дождот пред вас. Сигурно сте ја слушнале приказната дека има злато на крајот на виножитото, но тоа нема крај. Виножитото има форма на круг, па затоа ни бега и никогаш нема да може да го стигнеме. Децата имаат амбасада како и возрастните. Ние бевме во првата детска амбасада во светот. Погледнете како поминавме и што дознавме. Првата детска амбасада во светот Меѓаши е најстарата организација во Македонија за заштита на правата на детето. Меѓаши ги застапува и заштитува правата на децата, се залага за одговорно родителство и почит на детската личност. Како резултат на исклучително посветената им окотрпна работа, во текот на незиното 25 годишно постоење, Меѓаши израсна во светски позната и признаена организација за заштита на децата и воопшто детските права. Ние бевме на гости во Меѓаши и еве што дознавме. Јас сум у детската амбасада. Што е детска амбасада? Детска амбасада е прва детска амбасада во светот која ги брани, заштитува сите деца во светот. Таа ги представува најбројниот народ на светот, тоа е детскиот народ без разлика на боја на кожа, на раса, на социјален статус. Се вика Меѓаши затоа што ја застапува и првата детска земја во светот. Меѓаши, која се наоѓа на тромеѓе меѓу Босна, Србија и Хрватска, таму нема граници, ние се бориме против граници, затоа сме прва детска амбасада во светот. Меѓаши. Чичко Драган, дали имате дете амбасадор? Да, како што нагласивте, имаме дете амбасадор. Се уште во последниот мандат бараме дете амбасадор, до сега сме го имаме Стефан Миленковиќ, Калина Мрмевска, Милјана Бошевска, Џакуш Каваши, Роберт Плесконич. Но последниве неколку години трагаме кон некое дете кое навистина ќе го оправда овој епитет. Ние дури се обративме и до Обединетите нации, до Генералното собрание, да едно дете има детско амбасадорско столче, таму ги застапува сите деца на светот и се надам дека оваа благородна идеја ќе си најде еден ден и вистинска реализација. Како се станува амбасадор? Амбасадор може да биде секој дете, значи може да е талентиран по уметност, по цртање, по пеење, може да помага на свој другарчиња, да не мора да е од богато семејство, значи некој кој е хуман, кој има емпатија, солидарност, чувство за грижа за животната средина, за воздухот, за своето другарче, значи социјалниот статус не ни е битен, битна ни е хуманоста, вредностите кои детската амбасада ги негува сите овие 26 години. Тоа е СОС линија? СОС линија всушност е линија каде што децата, нивните родители, другарчиња може да се дојават, да разговараат со нашиот СОС оператор доколку имаат љубовни проблеми, училишни проблеми, семејни проблеми, но и за посериозни проблеми. Нашата СОС линија е првиот контакт со децата и веднаш започнува нашата постапка, ако забележиме дека е многу сериозна состојбата, се обраќаме до Центар за социјална работа, до Народен правобранител, а многу често знаеме и да ги поканиме медиумите, некои случаи во јавноста да го објавиме за да ни бидат поддршка. Граѓаните ни ја даваат поддршката, ние сме навистина во прва линија, би рекол, на одбрана на правата на децата и даваме секаква поддршка, психолошка, морална, правна и тука сме, би рекол, до нив за да навистина се чувствуваат безбедно и сигурно. Како да бидеме дел од Меѓаши? Секој дете до 18 години може да биде дел од првата детска амбасада во светот Меѓаши, може едноставно да дојде кај нас, да ја прочита повелбата, ќе му дадеме брошура, може да помага, да се вклучува во наши акции кои во последно време ги интензивираме и са деца заедничко и одговорно родителство и по развод и за подигање на јавната свест за важноста на чистиот воздух и деца да си ги најдат своите биолошки родители и борба против сексуална злоупотреба, најлоши форми на злоупотреба на детскиот труд, да се вклучат дечињата од рана возраст во градинка и на училиште, да се стави стоп на сиромаштијата, би рекол на неправдата, значи може да ни бидат наша идна сила
во подигање на јавното мислење за проблемите со кои децата се среќава секојдневно. Драги другарчиња, нашата дружба завршува тука. И гледајте не утре во истото време. И ставете ни лайк на Facebook. Чао!